можеше да се чуе од моја страна: Фатмир брат, те молам, направи оваа пресметка. Или кон другиот Фатмир: Фатмир брат, ако може до утре ова законско решение да го спремиме. Албанскиот јазик не е мој мајчин јазик, а сепак одлично се разбираме, бидејќи тоа е мојот братски јазик. Се разбираме бидејќи мораме да продолжиме да ги негуваме европските, цивилизацијските вредности. Најголемиот музички менаџер во историјата, поголемиот големиот Велибор Џаровски Џаро, Таче, со глава комодна писта го промовираше бендот на следната деценија, наречен Фатмир и Фатмир. Значи, нема повеќе Денис и Денис. Нема повеќе Дјуран Дјуран. Сега се само Фатмир брат и брат Фатмир. Значи, Фатмир брат и Фатмир брат. Двајца Фатмир и Фатмир. Едниот Фатмир е од СДС, другиот Фатмир е од ДУИ. И сега мене тука ми е малце многу скокотлива работа, како да ви кажам. Сега, хем има Фатмир во СДС, хем има Фатмир во ДУИ. Ова ми изгледа како Џаро да го наместил. Поточно, реков ми има поголем од него, Таче. Поточно, оние кои што го насадиле Таче да биде менеджер, мислите Таче толку паметен, па него ќе му текне што да направи. Не се. Овој бенд, Фатмир и Фатмир, сигурен сум ќе ја освои за многу брзо и кратко време светската музичка сцена со многу нови хитови кои што ја имав прилика, нели, ексклузивно да ги чујам. Например, еден од хитовите кои што ќе биде, јас се надевам, долго време на врвот на светските топ листи ќе биде песната Еден тендер, песни рој. Знаете, она се сеќавате на Еден тендер, песни рој и така натаму. Потоа исто така во албумот има една феноменална песна која што се вика Тендер одев мајко, порно ми беше. Исто има и друга песна една, а таа исто од добар кавер направен, се вика Тендер данју, тендер ноќу, тендер тој е све што хочу. Мислам, да не продолжувам, ја знаете како иде оваа песна. Има исто тука голем хит, ја мислам таа песна минимум 40 недели ќе се задржи на врвот на светските топ листи, а песната се вика Мала група Тендера. И уште десетици нови хитови на тема тендери, мито, корупција и грабеж, нели? А и за кои други теми би се пеело, мислам, денес? Што е друго поинтересно од тоа, нели? 100% сум сигурен. Ма до јаја сум сигурен. Дека овие песни ќе предизвикаат делириум во наредните години. Каков делириум, бе? Сите нас ќе не изместат од еквилибриум. Ке ни клапнат ушите, ведите, ке кукаме, ке плачеме по нив. Ке вадат жените прслуци на концерти на Фатмир и Фатмир, вака ке фрлат гатичките влашт. Тука на Фатмир ке му се залепи гаќата на некој фаца, флак, тампонот од друга страна, флак. Во тоа може тампонот да му гледа. Ама толку тоа, таков транс ке биде, Битлси бурек да јадат за нив. Ке се плаче и ке се кука. Да, ама ке се плаче и ке се кука и по илјадниците евра државни пари што ќе отидат во етер. Во ветер. Односно во нивните джебови како тантиеми за добро наместените тендери. И кога се пронесе веста дека се појавило музичкото дуо Фатмир и Фатмир и дека нивниот менаџер е Таче, дошло до општа хистерија, а нивните опоненти денешни, како Дуа Липа, Бебе Раџа, Дино Раџа, Рита Ора, ке мора да почнат штрајк со глад, затоа што кога ќе слушна дека веќе ниеден музички тендер и покрај нивните гласовни и телесни можности нема да им помине, готово, падну депресија, по 10 диазепама на ден хелекси. Значи, недостижни ќе бидат Фатмир и Фатмир кои ќе се појават.
Сега, јас од извори блиски на Аца Лукас, слушнав дека кога Аца Лукас слушнал за бендот Фатмир и Фатмир, знаете шо рекол? Рекол, шо бе? Мојов дилер пропеа, мислејќи на малските другари од фирмата за снабдување со продукти без ДДВ. Но затоа пак големите американски музички студии, продуцентите Jay-Z, 50 Cent и Дейвид Гета се нафатиле да ја продуцираат нивната прва песна Фелемен Дерит, брат. Иако Ристо Бомбата и Ѓорѓи Крстевски како носители на листите на ЗАМП го имале тоа веќе рамковно обработено како нумера. Готово, бидна попапала маца. Ебе Северна, ако те продуцира американски продуцент, тоа се бара на Балканов, бе. Само Амери. Носечка песна на албумот ќе им биде Ангела Душа од познатиот македонски лекар и киропрактичар Зоран Ванев. Но верзијата на Фатмир и Фатмир ќе биде со насловот Анджела Кале вика само ма смејале. Демек, не биле они за ќутек како познати шекобици Попстарс. Спотот ќе се снима во продукција на 1:1, затоа што останале уште средства од тендерите на Зоки во свадбената сала, што ја изнајми лотарија за 2 милиони еврики, а спонзори ќе бидат аеродроми на Северна Вукојебина, начело со феноменалната Гестар Милкие. Се планира и дует со неа, во стилот на Лепа Брена, со преработка на незината песна Ситније, миле ситније, која во верзијата на Фатмир и Фатмир ќе се вика Милкие, таче, Милкие. Во спотот ќе настапат и познатите пилоти од Арачиново, кои ќе преработат една песна од белградскиот бенд Пилоти, као тендер на мом длану скакучеш. Инаку албумот ќе содржи 10 композиции со една бонус која ќе ја издадат после избори. Феноменално осеќам се, така ќе се вика таа песна, посветена на излетничкото место Идризово, во која ќе се одржи летната турнеја, но ќе продолжи со есенска, зимска и така неколку години поред, која ќе дојде на ред новиот албум за снимање, кој ќе биде со филмска музика и ќе биде наречен Што сум дигал рака, бе. Нели по мотивите од филмот Тетовирање на Столе Попов, кој нема врска со приказнава, ама некако мислам дека ќе ја пеат илјадници македонци, албанци и други кои искрено ќе ја мразат музиката на овој бенд познат како Фатмир и Фатмир. Да, ќе заборев. На турнејата ќе оди и менаџерот Таче. Да, не го оста он бендот така сам да шета. Да, подрум одев, сам подрум шетав. Не, и Таче ќе си биде на турнејата како продуцент, како и голем дел, мислам, од екипата за концерти и тендери што е околу него, така. Па, Фатмир и Фатмир, па партмир. Псејо. Можеше да се чуе од моја страна, Фатмир брат, те молам, направи оваа пресметка. Или кон другиот Фатмир, Фатмир брат, ако може до утре ова законско решение да го спремиме. Албанскиот јазик не е мој мајчин јазик, а сепак одлично се разбираме, бидејќи тоа е мојот братски јазик. Се разбираме бидејќи мораме да продолжиме да ги негуваме европските, цивилизацијските вредности. Се ебело во град и во село. Ама појќе е бело, коси на село. Се е повеќе бело на село. Со таа мантра 10 дена пред да заврне снегот, го дрвеше етерот, познатиот Алиекспрес метеоролог и струшки тепач Славчо Поп, без да пријави дека всушност гледа прогноза на професионален метеоролошки модел Нотас на професорот Спиридонов од ПМФ. Каква држава, такви и метеоролозите. Па добро е што Славчо прогнозите за снегот повеќе не ги дава според баба му кога ја врти коленото и кога дедо му го фаќа половината, туку гледа у компјутер и чита. А кој чита зло не мисли. И така снегот беше најавуван 10 дена од славета, ама Македонија пат, како и во задните 30 години, ја заболе уво и за прогнозите на Славе, и за прогнозите на Каменко, и на не знам кој, и на Радко, и на Златко, и на Млатко, на сите бе.
И по илјадити пат Македонија пат ги остави граѓаните да мрзнат по автопатиштата заглавени, нели, од тоа белото на село. И тогаш излезе главниот директор, кој пред тоа шеташе на 10 функција, беше познат и по некои написи за родово наследство, така што и со целиот симпатичен сурат на народот му порача дека немало они што да чистат снег, а требало народот си купи зимски гуми. Ало, челови, знаеме дека имаш арам плата од 150.000 денари, ама да те прашам бе, од кои пари бе народот да купи зимски гуми бе? Па не му оставивте ти и твојата партија заедно со дујни ебан денар на народот бе. Го соголевте до гола коска. Абе, турба, знаеш зошто бегаат младите во странство? Затоа што некој како тебе зема 3.000 евра плата, а тие се хранат со 140 денари на ден милостина. Абе, се искрадовте бе. Абе, бришка направивте, пустина направивте од државиче. И што се животе на макај да. Немал народот зимски гуми, а мајката. Па ги даде народот парите за зимски гуми што му требаат, за да купи нови пасоши што не му требаат. За да може вие потоа да ги раскрчмите тие пари на избори, за да подкупите она малку глупаци што остана и што ви веруваат на економските мерки. СДС и ДУИ и економија, магари е музика, а Рачинова и пилоти, Баба Вања и Христос Стоичков, абе врска. Абе врска. Абе од таквото подаде. Ама кога крадете бре, немате и саве. Ни чувство, ни сочувство. Абе, у состојбе сте на мртвец сандукот да му го украдете. Мртвец, извади го и тоа со багерче, мал фрли го сандукот. Реди тегли ајвар у него, туршија, у поду. До толку бе немате гај. Него, кога сме веќе кај смртта, кај таа најголема непознаница во животот, најголема мистерија смртта. А таа ја има нели многу у последниве години кај нас. Се извинувам што сум малку некултурен да прашам. Нали, до каде сте бе со истрагата за крадењето скапи лекови на онкологија од болните кои ги платиле од свој джеп, па им давале водичка на место лек? Не, стварно, до кај сте со истрагава? А? Ги викнавте бе оние од царина да ги прашате како и кога тие лекови биле шверцувани на Косово на црниот пазар? А? Еве, деновиве гледаме дека на истиот пазар имало и фалс евра од Македонија. А? Све проаѓа по нашата решето граница. Али затоа, од доверливи извори знаеме дека нашите цариници успешно запленуваат ботокси и филери на граница. За овие лековиве и скапава биолошка терапија не се фалат, ама дека фаќаат ботокси, филери фаќаат. Знаеме дека нашите цариници тие ги фаќаат. И имате осомничени бе, торлаци, некој сомнителен директор, министер, раководител, а? Имате? Од истрага уште трае. И трае, и ќе трае. Затоа и формиравте комисија, за да трае до недоглед. Освен или, кој што е кај нас обичај, да му ја префрлите вината на оној дечко што наплаќа паркинг на клиничкиот и го пуштил возилото со украдени лекови да помине нели под рампава. Колку заебаате бе. Имате огледало дома? Во тој скандал се вмешани гарант десетици луѓе од врвот на власта бе. До кога ќе ви трае истрагата? Или си викате, секоја чудо за 3 дена во Македонија. Народ со избушена хард диск меморија. А? Ке чекате да заборавиме на случајот? Па да беше овој скандал во Кина, во Јордан, во Катар, во Саудиска Арабија, во Сингапур, во Индија, во Иран, до сега ќе стрела или ќе обесеа пола државен врв од министри до директори на болници бе. И братот на шеикон ќе го обесеа ако чепне лукасата бе. Затоа што тоа се нормални држави во кои што се знае редот. Не се помочани демократии во кои најголемиот полуписмен жган владее со честните и умните. Само едно му префрлам на народот, што по мнењето му е краткове, 3 дена му трае. Ма какви 3 дена? 3 секунди му трае како на златна рибка. За правдата да дојде народот треба да има долго паметење, да памти како слон
и години да поминат и децении да поминат, да им памти за злото и да ги изгази со нога, зрските да им излезат кој ќе дое време за тоа. Ама основното е да памтиш, да имаш меморија. Да се сетиш на сите зулуми што ти ги направиле, за се. И за колку луѓе што умреа без потреба во короната, и за тие што изгореа по на модуларни болници, за тие што изгореа во автобусот, и за парите за вакцините во Хонг-Конг, за подмитените избори 2020, за пасошите на белосветските криминалци што им ги издаваа нели нелегално, за 5 милиони евра кога се продаваше името, за секој ден, секој скандал што се памти, сите овие 365 дена годишно помножено со сите години на власт на СДС и ДУИ, и да се лежи за сите арамилаци, не за еден, не за два. Тоа време треба да дојде. Старите наши велеа, што не било, ќе биде. Затоа треба да се памти, да се помни. И за некои работи што се случува и деновиве, затоа што со овие гавази нас дома може истото да ни се случи, бе. Ѓаволот само што не ни чукнал на врата. А ние глумиме иднина, сегашност некоја, што никогаш нема да дојде. Се фатиле овие од беса у тето за крстот, а не се водици, нели? Ниту пак Муковски дошол да отвара врата и да бара тендери у општината. Како? Сега ќе ви објаснам. Бесат е квази политичка партија, која на парламентарните избори иде у коалиција со СДС, а на локални со ВМРО. Што да ви кажам за принципи, све знаете. Го зели името Беса за да мамат народиме дека се многу од збор. А се досега што кажаа се глупости на квадрат. Додека од Тетово заминуваат по 5 автобуси млади дневно во Европа, на Беса главен фрајер има оној Курти што и влезе и излезе на владана, ама таа не го осети, нели? А сиромавиот од политика има само папучи. Исто од Беса се против и македонската химна, тоа е, дали? Шака Јада со 2% рейтинг не признаа химна на суверена држава, што би рекле северџаниве членка на НАТО. Ама затоа признаа македонски плати, македонски дневници, македонски патни трошоци, репрезентација, службени коли и така му натака и така му навака. Тие од Беса оформиле општинска комисија да констатира дека крсто е незаконски и тргнала комисија, ама нели мора да го помине Тетоа пред да го фати патот за попова шапка. Прво помислиле да одат со жичара, ама кабли летале на сите страни. Не била сигурна и не работела 20 години. Ама општинската комисија тоа не го забележала, мала е жичарата. Потоа исто така не ги забележала и лутниците куќи низ градот, дивите паркинзи, дивите пазари, а овие питомиве се исто катастрофа. Не забележала дека секој прекопува кај стигне, нели? Абе кратко вида комисија, нели? Сите со диоптер 10 кај џомити орлиња, ама орелот гледа од 2000 метри може да те види. Овие не гледаат ништо. Не ги виделе ниту илјадниците дивоградби, доградби, надградби, сеградби, молградби, без документи и технички прием, не ги виделе. Што знае комисија на Беса што е дивоградба, бе не се само крс ја интересира. Потоа комисија фатила патот угоре кон шапка, патот убав, најубав, дупка до дупка, ко општински буџет после нивните тендери. И тоа не го видела комисијата. Не, тук и таму некој споменик по некој минаре, дошле децата си го иззидале, сега не е на комисијата тука да прави проблеми. Се качиле на попова шапка, а тамо убајни, бе се организирано под конец, ред, мир, дисциплина, мислиш Австрија се фатил. Не можам да ви раскажам тоа. Отидете да го доживеете тоа чувство, насекаде прекрасно, паркинг колку сакаш, урбанизирано, викендичка до викендичка, во заштитени зони, ама заштитена зона од законот. Од законот е заштитена. Дивоградба до дивоградба, ама комисијата нема време за глупости. Не, сакале луѓето малку да се одморат и да вложат. Направиле кутички од по 1000 квадрати, дел за издавање, нели? Шо им се документи, бе, планина ова, планината му припаѓа на тој што има сила, бе. Така имаш сила, градиш вила, на диво. Продужила комисијата и опшо да видат голем криминал на Жака. Во дворот на црквата, на црквеното земјиште виделе крст. Паша Зотичија, дивоградба, не сме тука крст да има. А шо да има бе на црквено земјиште, синагога или будистички храм, или може би минаре и онака погледот е убав. Не, крст никако, тоа не е законски да ги повредува чувствата, мислам. Ало, комисија место се вика попова шапка на попот шапката. Има црквено земјиште, логично е да има крст.
Као што е логично во порој да има порој. И така комисијава на беса по химната и другите глупости со кои го замајуваат народот се фати за крстот. Ама таман пред да ја затворам епизодава, ми се јави еден пријател албанец од Тетова, стар домаќин, кај што зборот беса има изворно и човечко значење, вика Тасевски. Шо правиш? Викам, еве, се фатив и ја за крстов на беса. Ми вика, ој бе, будала човек, бе, крстот ако треба ќе го ставиме кај мене у дворна шапка, па да ги видам да дојдат после да го рушат. Ова е наша држава, бе, на сите во Македонија, на сите треба ние да го сакаме и да го почитуваме. А ако бе нема вас, ќе не нема и нас. Така размислуе, ој, Башкимче, пријателов мој. Не им се свијала химната, бе, шо не идат у Швицарска да им го менјат тоа химната или да им го вадат крстот од знамето? А? Да го избришат тоа што умеат црвениот крст на тоа знамето, да го тргнат, само така да си биде бело. Ови како е црвено појмено. Будала народ, бе. Еве, го пеам химната и само го менувам еден збор. Кога вие пеете македонците се борат, ја пеам Македонија се бори за своите правдини. Така беше од 2001 се боревме за правдини, ама у Македонија, не у Албанија или у Косово. Тие нека си гледаат за себе, малце тука плаќам данок и друго, па сега и на Косово и Албанија, или да им го плаќам данокот. Ајде бе, бегај тамо бе, немај да ме нервираш тука. Бесат ти се листопадни дрва бе, ладно име на шапка, ќе попаѓаат, нека си стои крстот тамо. Ја ти давам беса, ама права беса. Не се секирам, ама сум загрижен. Едва чекам да се појави еден нормален политичар кој ќе работи за сите, а не за криминалците и националистите. И тогаш само ќе одиме напред заради нас, а не заради некоја Европа. А ова што го симна знамето пред неколку дена е намештајка поголема од Андора Македонија у времето. Се виде од авион и ако врнеше снег имаше меќава. И да ти кажам нешто што албанците го знаат наизуст веќе, на памет. Не верувајте на финтите на Али, бе. Абе, не сме више мали. Ајде. Лицето на светот е лицето на Палестина. Удавена во крв, украдена, ограбена, окупирана, обездетинета, масакрирана, изгубена, однесена, разнесена. А толку вознесена, нескршлива и горда. Никогаш со кренати раце до следниот пункт, до другиот крај во истиот кафес, со кренати раце во низа, еден по еден. Денес, по Холокаустот и Хирошима и Нагба, по македонската Голгота во Егејска, по Виетнам и камбоджанските полиња на смртта, по Сабра и Шатила, по Вуковар, Сараево и Сребреница, по Руанда и Афганистан, по Ирак, Либија и Сирија, пак Газа и ужас без крај. Истата приказна, секогаш истата приказна. Страшна, пострашна, најстрашна. Ист судија, друг джелат. Никогаш со кренати раце, без куфери и спомен на она што било дом, со клуч на реверот од урнатата куќа, знаеш, нема назад штом тргнеш со кренати раце, таму, на другиот крај, во истиот кафес. Не така, не денес, не во Палестина. Палестина е лицето на светот, раскрвавена, расцепена, камшикувана, бомбардирана, немоćна, сама пред она што беше свет. Фашизам или ционизам толку исто, толку брутално, толку крваво, лицето на светот, оклештено, скаменето, ужаснато, посрамено. Палестина и палестинците, убиените, осакатените и поулавени палестински деца, поулавени од бомбите и смртта. Мамо, ќе не заболи од бомбата или ќе умреме без да боли? Сирачињата на Палестина, тие ќе ви судат, еден по еден, во низа, со кренати раце,
под палестинското знаме, развиорено, пркосно на турнатините на слободна Палестина. Знаеш, кога знаеш дека немаш веќе држава? Кога во се и секаде и во секого почнеш да се сомневаш. Па почнуваш. А овој пријателов директор нема поим каде му се наоѓа факултетот, не знаеш шо полагал во прва, а камоли шо пишувал за дипломска, а веќе е магистер, сега бил на докторски. Уште малку во НАСА ќе го запослат, пошто нема место на аеродромот Милкија, која од медицинска сестра турбо стана доктор на науки. Кога гледаш решението од јавна институција и сваќаш дека тој што го напишал случајно ги прескокнал првите 4 оделенија од основно, кога се учи како се чита и како се пишува, кај се става запирка, а каде се ставаат наводници. Купуеш и видиш ли? Ама и тие ти се сомнителни, комплетно сомнителни. Не се со помина друг на трајање, ама такви се малце подуенки, така и малце позеленети, изгледаат ко на стероиди да се гарант се препакувани во испечатирани нови рокови. Со испечатирани нови рокови. Се гледаме на инфективно ако не примат. Не, ако ги лапнеш ти, ако ги јапнеш, тоа видиш ли те. Купаш од овие рендираниве тренерки во властена продавница, ама нешто се кривиша во овите. Можно е да се од пазарот чутка, со шиена етикета ако можем оригинал, а попустиве со прелепени цени. Кога поштарот, например, досега од 10 нарачани пратки, само 5 од досега нели 10 нарачани пратки, само 5 ни донел, а и тие 5 се отворени или се отварани, се сиба мајката, бе, гледаш дека се отварани. А овие од карго ни данок плаќаат, ни ДДВ, ни бутур, само пари на рака. Абе, бољи се од пластична, таму е безцаринска зона. Инекцијава што треба да ми ја стават, да не има само вода внатре. Изгледа цела држава се лечиме на плацебо ефект, водичка шеќерна, зашекерена водичка. Само што кога си вистински болен, плацебото не ти вреди ни 5 пари. И не де Боже, си умираш. Тоа. Ја гледам медицинска сестра државна од тие со средно медицинско или од тие со средно вечерно, ама без вечера, нели? Директно била на полагање усно. МВР посебна приказна. Полицајците ако не се у седмица на кркање, ги нема навечер на партизанска, додека збирштина од криминалци или егоисти со мали куриња вежбаат како да го изгазат следното дете на следниот пешачки премин. Затоа ги има у 7:30 се бајле полицајците да сопираат луѓе кај што одат на работа, затоа што возеле 62 на час. Толку бе, толку. Ништо друго од тоа полициската работа. Нит ќе те најдат, нит ќе ги најдеш ако ти требаат. Автобусов на ЈСП? Има ли кочници, има ли ауспух, или му е свртен навнатре за да не грее? Бил некојаш на технички преглед и шоферов е за у Холивуд, со едната рака типка на моблен, со другата држи цигара, со третата брише шофершавна, со четвртата си го чеша Стојко. Со која рака вози, само еден Господ знае. Лековиве кај ги нема, кај ги плаќаме, кај се како шекерна водичка, плацебо ефект, не се знае никој ги увезува бе. Ништо увезува. Кој знае во каква гаража во Бангладеш танцаат кутии, бутаат таблети. Ако не верувате, пробајте грчка Виагра и оваа тука ќе ја продаваат. Нема допирни тачки. Вие сте, фала Богу, уште немам потреба од Виагра. Со грчкава 3 дена ќе шетате со црвени уши бе, таа Виаграта така ми кажуеле бе. Со 3, вика грчка Виагра, апнеш, вика 3 дена, шеташ, вика со црвени, вика уши и јарболо тоа, ко македонското знаме, ко за македонското знаме откутлеш. Тоа јарболо, да. Сметкиве за струја. Изгледа по фаца ни ги одредуваат. Ко продавач на кајмак во Буњаковец. Колку кајмак од 500? Молам 600. Колку? 600 денари пола кило, дечко, не ми се моли тука, ај тргни се отезгава ако не купуеш. Таксистиве кој од луди Макс да се излезени филмот. Коли не крш, насекаде чат, пикавци, корне, лук, тој не забањат 3 недели, смрди, ракија, пиво, облечен по задња мода од 83 година. Нозе не мијани у сандали летно време, не знаеш дали ќе те силува или ќе те ограби. Кога ќе прашаш за лиценца, ти вика возам лица бе, лица возам, ете лиценца, појака лиценца од тоа што возам 4, 5, 6 лица нема. МВР објавува слика од криминалец, го повикува народот да го пријавел ако го види, ама слика не им треба кога даваат на 200 светски криминалци пасоши и на убици и на платеници.
И обичниот народ кога го малтретираат и кога го ограбуваат финансиски да смени документи за Северна, а никаква обврска не постои. Тогаш само пари им требаат, значи. Реагенси нема во ниедна државна лабораторија, или ако има резултати не ти се како да си јал шајки, хемоглобинот доле, железото горе, бели крвни зрнца кога да имаш корона, црвени кога да немаш крв, а ти 3 дена наводно се качуваш до врв без да се задишеш. Абе, нема држава, бе. Дедо лежи 4 години затвор за кубење на шекеринска, ама за газање дете и бегање од лице место со кола, откако си го сгазил детето, а детето умира, добива типов 2 години робија. Да не зборам дека за влегувањето во собрание и тепачка се добиваа 15 години затвор, не ги уште лежат по затвори. Детето што игра кошарка во репрезентација толку е талентирано што за него најболи кошаркар е Ибрахимовиќ. Комшијата штуро и пушта гласна музика до Пеца Бајле, ако го пријавам, може да ми тропне на врата и да ме исчука, бе, онака здраво да ме исчука. Нормално кога полицијата што си ја викнал се гушка со него. Кај си, брат, и секој втори збориме тоа. Брат, Фатмир, брат. Секоја чест, бе, брат, што има за пиење, брат, нека пријавуваат, бе, брат, бе, кој ги бе, брат, дај ние тука да се напиеме, дај викни сендвичи од седмица, бе. Кај нас се уништува храната со измината, кај нас, уствари, не се уништува храната со изминат рок, бе. Абе, не се уништува. Таа се пласира на пазарот у шутка, или ако е поасолна и не се забележува, се прелепува, се враќа на акција за 2 за 1 нешто така, по ефтини цени по маркетиве. Сте виделе, нели? Сте виделе тоа и тоа го купиот овие Lidl, Midl така праве. Сте виделе во Lidl уствари? Се заебавам. Во Lidl, дали сте виделе така? 2 производи во акција, 2 за 1, 3 за 1, сте виделе? Па нема ни да видите, бе. Тоа е 2 за 1, тоа е македонски изум, бе. Да го отуреат народот, да ти продае храна или чоколада, или чоколада мање више што е со измен дрог, нема ништо да се случи. Ама други производи. Судикава што судела за клучни предмети за злоупотреби и корупција има 12 стана, 5 коли, 7 дуќани и сите се подарок од семејството. Сите. Ко тој Рашко што беше, нели, на роби. Децава од роден ден пари собирал, па за тоа. Абе, не гледаат здрав мозок и не прцаат ко нездрави, бе. 7 дуќани, судија, 7 дуќани, 12 коли, 12 стана, бе, фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан повисоко од 4-ти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ниедна пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоест од 1,5 милиони евра, колку беа таму. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, имаш со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која риче и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зашто? Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страв да не си баш ти тој малер, страв за сопствената безбедност и живот, страв од неизвестната иднина, страв и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет што подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувајте му на Чичо. Ако не верувате, здравие и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е.